Се надевам дека сите сте во добро здравје и слушате она што ви се кажува. Овој час е посветен на структурата за повторување од темата креирање на програми. Што ни се цели на часот? Цели на часот ни се да се запознаеме со структурата за повторување, но и да се оспособиме да правиме програми во кои што ќе ги применуваме структурите за повторување. Исто така ќе се потсетиме и на околината за програмирање во Scratch, преку подготвување на одредени програми. Да започнеме. Многу често ни се случува да имаме ситуации каде што некоја одредена активност ни се повторува или некоја ситуација ни се повторува. Изгри сонцето и зајди сонцето се една од тие ситуации. Сакаме да се јавиме кај другарот, другарчето ни разговара и ние вртиме на неговиот телефонски број се додека него добиеме. Како правиме палачинки? Прво правиме тесто, па потоа се додека имаме тесто, правиме палачинки. Заедничко за сите овие примери е ситуации кои што се повторуваат, односно постоењето на циклус. Што е циклус во програмирањето? Кога пишуваме програми, ни се случува да имаме одредена наредба, односно одреден исказ, кој што ќе се повторува неколку пати. Сега, за да не го пишуваме исказот, односно наредбата да не ја пишуваме 5, 10, 20, 30 пати, во програмскиот код користиме структура за повторување или циклус, loops. Во зависност од функционирањето, односно како функционираат, постојат неколку видови на циклуси. Циклус со бројач, циклус со услов и циклус постојано. За сите овие ќе разгледаме кои се главните карактеристики и ќе видиме како се применуваат во одредени програми. Ќе започнеме со циклусот постојано. Овој циклус, во него има постојано извршување на блокови кои се внатре во циклусот. Односно постојано се извршуваат наредбите кои што се ставени во циклусот. Наредба која што го означува циклусот постојано е наредбата forever или во некој Scratch постојано. Сега ќе го видиме тоа преку практичен пример. Ќе избереме друг лик во кој што ќе му го менуваме костумот. Костум не се мисли на она што е на него, туку може како костум во програмскиот јазик Scratch се мисли и на различна позиција. Еве, ќе го смениме мачето, можеме да ставиме некое девојче, момче кое што игра, а преку изработките на овие програми малку ќе се потсетиме и на Scratch. Еве ќе избереме една позадина, значи одиме преку менито Indoors, еве да речеме пример концерт. Ја избираме позадината, сакаме да го тргнеме мачето ни е селектирано, на оваа кантичка овде доволно е да кликнеме еднашка и мачето е отстрането од сцената, односно позадината. Преку оваа алатка овде, Choose a Spirit, избираме еден од овие ликови, фигури, маски кои што ни се понудени. Еве да разгледаме кој, еве можеме ова девојче да го избереме. Значи можеме незината големина да ја намалиме во овој дел овде кај што пишува size. Еве ќе ставиме 80%. И сега велиме кога е кликнато зеленото знаме, Switch costume, значи тука на ова триаголниче овде гледаме колку позиции или односно колку костуми така наречени има оваа фигура. Еве ќе дадеме наредба да се смени на првата позиција, на А, и велиме веднаш по него може да направиме пример 2 секунди да има пауза, па потоа повторно
да ја смениме на B, па да чекаме 2 секунди, а се во ова можеме да го направиме и со дуплирање на наредбите. Доволно е само овде да стиснеме C и овде D. Кога ќе го кликнеме зеленото знаме, забележуваме дека ликот кој што сме го избрале ги менува своите позиции. Ако сакаме да го направиме тоа да изгледа дека таа танцува, тогаш ќе ни требаат многу вакви наредби. А сето ова, за да не ги користиме 10, 20, 100 наредби, можеме да го направиме со циклусот за секогаш. Значи, за секогаш додека е кликнато зеленото знаме, за секогаш ликот ќе го менува следниот костум, а при тоа ќе прави пауза од 1, 2, 5 секунди како ние ќе одлучиме. Значи, еве, со кликнување на зеленото знаме, забележуваме дека ликот се движи. Овде е ставено помеѓу секоја промена на позицијата да има 2 секунди. Еве, можеме да ставиме 1 секунда и ќе видиме дека фигурата која што сме ја одбрале танцува. Сега, како се снима програмите кои што се прават во Scratch онлайн, значи, можеме тука во оваа лента за пишување да напишеме име на програмата и да кликнеме Save и нашиот проект, односно нашата програма е снимена. Значи, ова е приказ како може еден лик да се движи. Еве, ќе направиме уште една програма. Да речеме, пример, на оваа позадина ќе ставиме два, пример, роботи и ќе направиме тие да се движат. Како ќе го направиме тоа? Значи, можеме, за да го избришеме кодот, кликнуваме, задржуваме и влечеме. Еве, го тргаме ликот што сме го одбрале и сега овде одиме, бараме некои роботи. Еве еден робот. Сега ќе поставиме уште еден робот. Да се подсетиме, ќе ги намалиме, значи, големините. Кога сакаме да намалуваме големини, значи треба да ни биде кликнат ликот, односно фигурата која што сакаме да ја намалиме. Еве. И сега, кога ќе сакаме да правиме програма со два лика, треба да направиме секој лик посебно, треба да го isprogramираме, односно да му дадеме наредби. Знам јас дека вие ова го знаете, но еве да се подсетиме. Можеме, значи започнуваме прво со наредба на која што започнува извршувањето на програмата, односно кога е кликнато зеленото знаме и велиме постојано движи се 10 чекори, потоа велиме ако дојде до работ на позадинава на сликата, да се врати назад и кога ќе се врати, кога ќе се допре, кога ќе се врати да си ја смени својата боја. Еве, change color. Можеме тука да избереме бојата да се менува за 10. Сега сме го испрограмирале овој робот. Сега треба да го испрограмираме роботот што е до него. Повторно кликнуваме, значи мораме да кликнеме на роботот и велиме кога е кликнато зеленото знаме, за секогаш нека се движи 8 чекори. Потоа велиме истото поставуваме. Ако се допре, за да не ни избега, да се врати назад и тој нека ја смени на еве.
нека се смени на следен костум. Ајде да видиме. Значи, забележуваме како се движат постојано се додека не стиснеме на црвениот знак за стоп, значи роботите се движат. Тоа е наредбата за постојано, односно постојано се извршуваат наредбите кои што се ставени во овој циклус. Следниот циклус е циклус со услов, односно циклус во кој што наредби се повторуваат се додека условот кој што е даден не е исполнет. Во моментот кога условот ќе биде исполнет, наредбите кои што се во циклусот не се извршуваат. Условот во циклусот може да биде споредбен, но може да биде и логички. Која е синтаксата на овој циклус? Repeat until или повторувај додека, што би значило повторувај додека не е исполнет условот. Еве, сега можеме да ставиме некој лик во кој што кога ќе го допреме со маусот, тој ќе престане да извршува некоја улога, некоја наредба. Како ќе го направиме тоа? Еве, можеме да избереме некоја друга позадина. Еве, ќе земеме да речеме риба во аквариум ќе ставиме, тоест ова не е аквариум, ова е под морето и сега ќе избереме ајде, да сме сега на час, ќе кажете тука наставничке. Еве, ракот да си ја менува својата боја се додека не го допреме со маусот. Може и да се движи, но важно е условот дека кога ќе го допреме со маусот, тој треба да престане да ја менува својата боја. Почнуваме со првата наредба кога е кликнато зеленото знаме и сега во контрол, категориите контрол, ја избираме наредбата repeat until. Значи, одиме со маусот со лизгачот надоле, еве ја наредбата repeat until и забележуваме дека тука го имаме оној облик за услов кој што го користевме и во пишувањето на алгоритмите и велиме кога е допрен маусот, еве кога допира маусот, сега го ставаме условот, значи оваа наредба овдека значи повторувај додека допреме со маусот и сега можеме тука да го избереме она што кажавме, да ја менува бојата. Може, еве да видиме, да се врти, еве ќе пробаме со оваа наредба. И кликнуваме на зелено знаме, престанува да се врти. Значи може но може да ставиме и бојата. Еве, значи ракот ја менува бојата во моментот кога ќе застанеме со маусот на него, таа престанува да се менува. Можете да додадете, нели, еве, она што рековме, да се движи, не мора 10 чекори, нека се движи по 5 чекори, еве. И сега во моментот кога ќе допреме со маусот, значи ракот ја престанува да ја менува својата боја. Значи, можеме и ова да ја снимиме програма. Еве, repeat until. Ги имаме на нашиот акаунт што ни е на Scratch онлайн. Ги имаме, еве ги, значи тука ги имаме сите оние програми кои што сме си ги снимиле. Сега ни остана уште третиот циклус, односно циклусот со бројач. Како да го објасниме овој циклус со бројач? Пример, вашите родители велат ајде да поставете ја масата за ручек, поставете 4 места, ставете чини, па прво ставете ја чинијата, па ставете од десната страна лажица и нож, од левата страна вилушка, а пред секоја чинија поставете чаша. Значи, овдека имаме ситуација во која што одредена активност се повторува одреден број пати, односно поставувањето на масата на местата се оние активности, а 4 е бројот на пати колку треба да се
да се повтори оваа активност. Значи, сложениот циклус за повторување или циклусот со бројач означува дека во оваа структура исказите кои што се внатре ќе се повторат онолку пати колку што е зададен број. Односно, repeat или повтори одреден број пати. Во овој дел овдека имате пример за програма во која што фигурата се движи со користење на бројач. Што значи тоа? Значи, фигурата се движи 10 пати, а тоа движење се повторува 30 пати. Еве, значи можете да земете некоја позадина. Еве. И овде велиме мачето, кога е кликнато зеленото знаме, мачето да се движи 20, значи да се повторува 20 пати, движи се 10 пати. Еве. И тука се станува. Значи во оваа наредба имаме повторување на наредбата за движење. Еве, со последниве два циклуси ќе направиме уште една програма. Еве пример имате за задача да прикажете срце како пулсира. Како ќе го направите тоа? Значи, прво треба да избереме еве, позадина со срце и срце треба да избереме, кое што ќе менува својата големина. Каде е срцето? Еве го срцето. Значи, срцето треба да ја зголеми својата и да ја намали својата големина. Во конкретниот случај, значи овде имаме циклус, но кој циклус? Го имаме циклусот со бројач. Велиме, кога е кликнато зеленото знаме, повторувај, да речеме 30 пати, смени му ја големината. Еве, смени му ја големината за 5, а истото ова можеме да го направиме со тоа што ќе ја намалиме за 3. Еве. И сега, значи 30 пати се зголемува, се намалува. Можете да ставите тука и поголем број, за да може да го видите срцето како пулсира. Еве, забележувате. Имате, доста често ви се случува наставничката да ви каже, ајде кажете ми колку изнесува сумата на првите 10 природни броја. За да го пресметате првите сумата на првите 10 природни броја или 30 или 50, треба да направите програма во која што ќе внесете колку броја треба да се соберат, односно до каде треба да се соберат. Во овој пример ќе го искористиме циклусот со услов. Значи, оној вториот, каде што имаме услов. Еве, значи, ова беше со бројач, да се потсетиме, постоеше постојан циклус, каде што се повторуваат наредбите постојано. Овде имаме бројач и ни се повторува наредбата до колку пати имаме ставено во бројачот, а сега ќе се потсетиме уште еднашка на бројачот, на циклусот со услов. Еве, сега преку оваа програма можеме да се потсетиме и на креирањето на променливите. Во Scratch променливите се во посебна категорија наречена variables. Значи, кликнуваме на незе, make на првото и велиме еве некоја варијабла променлива А и променлива сума или збир како и да е. И сега, ајде да се потсетиме малку на училниците, иако сега учиме онлайн, барем со слика за еден
миг да се потсетиме како е во училиште. И еве сега, ќе го избереме едно момче, срцево не ни е потребно веќе. Можеме да го зголемиме ликот на момчето и сега тој треба, наставничката му рекла, собери ми ги првите 15 броја. И ние, за да му помогнеме, ќе направиме една програма. Почнуваме, значи, кога е кликнато зеленото знаме, прво нешто што ќе направиме е сумата да ја ставиме дека е 0, бидејќи на првата почетна вредност на збирот на броевите е 0. Следно, прашуваме, многу е важно да знаеме колку броја ќе собираме. Само да почекаме. Значи, кога ќе го внесеме бројот до кој што сакаме да собираме, значи, тука кажавме дека првите 15, еве, можеме да смениме и подршка, внеси број, пример, или внеси број за n. Значи, n ни е 15. И сега чекаме. Она што ни е важно е променливата а, која што ја прима вредноста на броевите, да ја ставиме на 1, бидејќи започнуваме од 1. И сега велиме, тука во оваа програма треба да ја искористиме, да го искористиме циклусот со услов, додека собирај ги броевите, се додека не стигнеш до бројот 15. Одиме во категоријата Control, ја бараме наредбата Repeat Until. Во овој дел овде велиме, значи се додека А не стигне до 15, ги повторуваме наредбите во условот. Па тука одиме во оператори, ја избираме овој оператор во кој што ќе ставиме дека променливата А е еднаква на одговорот плюс 1. Значи, кога ќе дојде бројот 16, а ние сме внеле дека n е 15, завршува условот. Значи, тука сега го ставаме одговорот плюс 1. И велиме се додека А не прими вредност за 1 поголемо од n, собирај. Односно, во сумата ставаме А плюс почетната вредност. Почнуваме од почетната вредност, прво е 0 и потоа собираме сума плюс 1. Значи, ако почетната вредност почнуваме од 1, значи првото собирање е 1, потоа 1 плюс 2, 3 и така натаму. Потоа мораме тука да ставиме уште еден бројач каде што А се зголемува за 1. Односно, кога сме започнале од А, следното треба да му дадеме наредба на компјутерот да се зголеми па да го собере со 2. И на крајот можеме да имаме еден краен резултат во кој што ќе го кажува целиот, да речеме, ќе кажува крајната вредност, односно, тука ќе кажува резултатот е и сега треба да ставиме променливата сума, бидејќи сума е таа што се менува. Еве да ја пробаме. Значи, внеси рековме 15, резултатот е 120. Значи, збирот на првите 15 броја е 120. Забележувате, значи до 16 доаѓа и застанува програмата. Еве ќе внесеме поголем број, да речеме 35, значи треба да ги собере првите 35 броја, резултатот е 630. Се надевам дека ги објаснивме структурите за повторување. За крај ќе имате домашна задача во која што ќе треба да направите 3
програми во кои што ќе примените различни структури за повторување. Ги имате на последниот слайд, значи програма во која што, нели она што е најактуелно, хаштаг stay home или седи дома, произволно ќе се движи, секогаш, постојано, се извинувам, една програма во која што ќе ги пресметувате непарните броеви од 101 до 1000 и можете да ставите неколку лика во кои што ќе им се менуваат маските, односно ќе им се менуваат костимите. Линкот до оваа презентација ќе ви биде поставен на Edmodo, можете да го превземете и од овде. Направените програми, знаете, ги испраќате на Edmodo, односно или на вашата група, или во порака на Edmodo. Се надевам дека ви стана јасно каде и кога се користат структурите за повторување. Ви посакувам добро здравје и слушајте ги препораките, односно седете дома. Со нови лекции во текот на следната недела. Пријатно!